Повторно присуствуваме на еден убав спортски настан и тоа организирано секако од најспортската општина во Македонија, општината Карпош. Она што денеска се случува, тука е, може слободно да речеме, најголемиот виновник за тоа, човекот од одделението за спорт, кој ќе ни објасни за тоа што е она што денес се случува и колку вакви проекти досега општина Карпош реализирала и каков е бенефитот на учениците од основните училишта. Бидејќи најавивте виновници, јас би ве исправил малку. Се разбира, најголем виновник за се што се случува на полето на спортот е локалната самоуправа и поточно нашиот градоначалник господин Стефчо Јакимовски се разбира во позитивна смисла, со оглед на тоа што ова денешка што се случува е фактички дел од проектот или дел од програмата на еден проект кој општината Карпош во рамките на својата програма пак целосна и генерално на локалната самоуправа го спроведува преку Сојузот на училишен спорт на општината Карпош во основните училишта, 10 основни училишта на нашето подрачје. Имено Сојузот за училишен спорт под раководство на председателот доктор професор Зоран Поповски и јас како секретар на тој сојуз ја спроведуваме со 10, односно 12 професори по физичко образование, заедно со одделенските наставници во нашите 10 училишта, всушност третиот час по физичко и здравствено образование. Целта на овој проект е да се зголеми желбата, да се потврди всушност и потребата на нашите основци за занимавање со спорт преку еден ваков проект и преку ова денеска што го гледаме, тоа е фактички забавниот училишен спорт или час. Тоа што ние во континуитет го правиме цела година, заедно со 10 училишта, ангажирани се безмалку 3000 основци, оние кои се во одделенска настава, и методските единици по програмата за образование по физичка култура ја спроведуваат тие 12 наши невработени професори по физичко образование, заедно со одделенските наставници во нашите училишта. Целта на сета оваа активност е во основа здравјето на нашите деца, всушност здравјето на нашата еднина. Според она што како информација го имавме, според тоа како анализа која ја направивме, и таа анализа говори дека сколиозите, кифозите, искривувањата на кишмениот столб заради погрешното седење, заради погрешниот став при седење, сметавме дека треба да направиме нешто околу тоа. Преку ваков проект во суштина ние се обидуваме нашите дечиња да им помогнеме во тој дел здравствен, се разбира, и да ги насочиме на некој начин во она што значи утрешнина нивна и да се бават со одредена спортска дисциплина или да навлезат во сферата на спортот, кој за среќа може да биде еден од причините за што нашите дечиња би се одвратиле од одредени пороци во друштвото што воопшто и постојат.